такар Коледа, кој спие, нека стане, нека месе колција за деција, ако нема, џамо ќе му капаме и така. Со накитени торби и песни во еден глас, од памтивек па до денес македонците се горди чувари на традицијата. Некогаш обичајот предвидувал масовни практики, денес не. Може би времето било такво, велат повозрасните, но сепак тие истакнаа дека тогаш со голема желба во голема група оделе од куќе на куќе и ја пееле коледарската песна. Да, од време, одеме. Одеше, баба беше. Тоа беше арно, дете, сега не е арно. Па и мало и коледари, песни се. Дили ли сте на Коледа? Па кога сум била колко дете, одил сум, ама сега сум стара, више 70 години више. А кои песни ги практикуваат? Па за Коледен, такар Коледа. Така се вика, да. Македонецот уште многу одамна топло знаел да ги пречека коледарите. Па торбите им ги полнел, дури има место. Имаш. И сега има. Одевте ли? Одееме ние многу поактивно него сега што одат. Сега е нешто. Добро да сега. Уствари сите работи сега се многу послаби него у однос на едно време што беше. Па имаше, тоа беше нешто посебно, мислам, што ти дава елан, сила, храброст. И одееме весели, не некои сега некои изорли ги терат да одат. Сами организирани още 3-4 сато, станеме, организираме се, собереме се екипа 5-6-10 души и од куќе на куќе. Коледе, леде, паднало греде, утепало деде, тие беа тога, сега се нови. На почетокот кој спие нека стане. После? Епа нека месе колачиња за дечиња. И такар Коледе. И пречекаве. И отворат ни, знае се што ни следува, јабучка, паричка, орашче и така. Инако обичајот се практикува секогаш на 6 јануари изутрина, но некогаш во минатото истиот се обавувал ноќта спрема овој ден. Обично домакинките коледарите ги даруваат со постни јадења, колачиња, бомбони, костени, ореви, суви овушки и слично, а практикувањето на песната од страна на дечињата со цел да внесат топлина и радост во секој дом.